Доближувањето на автомобилската смотра во Лос Ангелес ги подгреа надежите на поклониците на класичните автомобили, но и на футуристите. Од старата гарда не се откажуваат ниту Лексус, ниту Ауди, ниту Акура, додека од традиционалниот Мерцедес ни доаѓа петиот електричен модел EQB. Омилениот Пасат го снема од понудата во Германија, а кај нас се појави Кија Соренто, која ја одбравме за денешниот тест. Почнуваме со вестите. Откако лани Рено и Нисан ги продадоа своите удели во Дајмлер, сега тоа го прават и германците кои ги понудија своите 3,1% акции од Рено на продажба. Но за разлика од нив, кои инкасираа по повеќе од милијарда евра секој, Дајмлер може да се надева само на нешто над 300 милиони. Со ова дефинитивно се назира крајот на љубовта меѓу Дајмлер и француско-јапонската алијанса, започната пред повеќе од една деценија и зациментирана со размена на акции. Нивната соработка стартуваше амбициозно, но практично се што произлезе од неа доживеа неуспех. Тоа се X класата на Mercedes, Infiniti Q30 и Smart 44. Слично поминаа и дизел моторите, така што останаа само цитан и 1,3 литарскиот бензински мотор. Во меѓувреме, акциите на Рено и Нисан паѓаа, а на Дајмлер растеа, така што разводот на крајот ќе го платат германците, кои акциите што ги поседуваат во Нисан ќе ги задржат барем уште некое време. Компактните семејни транспортери беа еден од најпопуларните модели пред известно време. Мерцедес сега покажува како може да се комбинираат два сегменти со EQB, кој маскиран како спортско корисно возило ги презема класичните карактеристики и на компактно семејно комбе, овој пат со нулта емисија. Токму за тоа се зборуваше и на самитот за климатските промени во Глазгов, каде сите се сложија, а малкумина ја потпишаа завршната декларација. За електричниот многонаменски првенец инженерите донираа 7 седишта на должина нешто помала од 4,7 метри. Благодарение на меѓуоскиното растојание од 2,83 метри усвоено од ГЛБ, внатрешниот простор е простран, иако тоа е значително оптимизирано во третиот ред на седиштата. Како и другите електрични модели од Штутгарт, EQB има типична маска на ладилникот со централно поставена ѕвезда и лента од светла напред и назад за да се издвојува од верзиите со термички мотори. Дизајнот е намерно аголен со цел да ги преземе очигледно неизбежните теренски елементи. Возачот гледа во уредна колекција на инструменти и опционално head-up дисплејот го пренесува приказот на ветробранското стакло. Навигацијата со брзо реагирање, која е стандардна во сите варијанти, работи на централно поставениот екран. Големо внимание посветено на ергономијата изразена преку седиштата со фина странична потпора, квалитетни материјали, а контролите се сместени таму каде што би се очекувало да бидат.
Урамнотеженото потпирање по конструкција Макферсон напред и мултилинк назад се дотерани за пријатно возачко искуство. Со доплата, Мерцедес испорачува и подвозје со приспособлива амортизација во која однесувањето на амортизерите може да се дефинира за секој поединачно. EQB првично ќе излезе на пазарот со 4 матик погон на сите тркала и 2 варијанти со моќност од 168 или 215 киловати. Подоцна ќе следат верзии со погон на предните тркала и зголемен опсек. Со цел да се генерира оптимална распределба на моќноста, електрониката ги регулира соодветните барања за возење 100 пати во секунда. Мерцедес ветува автономија од 419 км според WLTP, а оваа вредност е доста остварлива и со соодветниот стил на возење, доколку се вози претежно во еко поставката. Поради еколошката ориентација, крајната брзина е ограничена на максимални 130 км на час. Батеријата од 66,5 кWh скриена во подот на возилото може да се полни со наизменична струја преку вградениот полнач од 11 кWh, кому му се потребни околу 5 часа за потполно полнење на капацитетите. Помалку време треба на станиците за брзо полнење, каде што на EQB му се доволно 32 минути за да ја наполни батеријата до 80%. За да не губи време возилото барајќи станица, Мерцедес разви навигацијски систем со Electric Intelligence функција. Покрај најбрзата рута до дестинацијата ги пресметува и запирањата за полнење и ја прилагодува својата пресметка на моменталните услови на возење. Во исто време, интелигентната навигација ја доведува батеријата до оптимална функција за полнење пред планираното запирање. Нема потреба за објаснување на електронските асистенти кои се на голем број веќе во стандардната изведба. Мерцедес има големи очекувања од EQB, не само поради својата електрична иднина, повеќе е поради истражувањето на потребите на купувачите со цел достигнување на нивна врвна сатисфакција на престој во возилото. За разлика од GLB кој се произведува во Мексико, глобалната верзија на EQB ќе доаѓа од Унгарија. Нема податоци за ценовното позиционирање, но се очекува да биде над 50.000 евра. Светот се договори, но не сака да се обврзе на укинување на продажбата на возила со бензински и дизел мотори. Оваа точка, содржана во завршната декларација на самитот за климатски промени во Глазгов, е прифатлива само за 6 производители на возила и 34 држави. Изостануваат најголемите, ги нема Volkswagen и Toyota, ниту пак Соединетите Американски држави, Јапонија, Кина, Франција и Германија. Со ова се доведе во прашање реализацијата на идејата за реално намалување на количината јаглеродиоксид што се испушта во атмосферата. Напредокот на тоа поле ќе падне на грб на земји како скандинавските Холандија, Словенија, Кенија и Руанда, но и на Велика Британија, Канада, Турција, Индија и неколку сојузни американски држави предводени од Калифорнија и Њујорк. Во нивните намери за иднина со нулта емисии ќе им помогнат Ford, General Motors, Daimler, Volvo, Jaguar, Land Rover и кинескиот Build Dream. Сите останати, секој од своји причини, не се согласуваат возилата со мотори со внатрешно согорување до 2035 година или порано да бидат исфрлени од развиените пазари, а до 2040 и од останатите како што стои во декларацијата од самитот. Volkswagen кажа дека не може да го стави својот подпис на ваков заклучок заради тоа што автомобилските производители зависат од добавувачите. Се огласи и Toyota, каде сметаат дека сите региони од светот нема да бидат подготвени за електрификација и ако престанат со производство на возила со термички мотори, ќе нема што да продаваат таму.
Оптимизам сепак постои, бидејќи меѓу останатите има неколку имиња како што се Stellantis, BMW или Hyundai, кои цврсто газат по патот на електрификацијата, но едноставно не сакаат да преземат никаква тешка обврска. Истото важи и за некои од државите кои прогресивно размислуваат, а ги нема на списокот, зашто се правдаат со политички причини. Но најголемиот дел од владите не може да гарантираат целосна електрификација, сметајќи дека ќе немаат доволно струја, бидејќи истовремено мора да го намалат користењето на јаглен за нејзино производство. Сепак, како и да е, и ова што е постигнато е голем напредок во прочистувањето на планетата на која живееме. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Нов автомобил го сакам, но овој пат ќе има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Дека силните бензински турбомотори не се излезени од мода, покажуваат неколку мускулести марки. Со A3 RS Audi ке татни на сите фронтови. Игра на која се враќа Acura со Integra, а од таборот на Lexus се крчка новата генерација на LFA со 4-литарски битурбомотор. Уживајте во октаните. По некое непишано правило, како заладува времето, така зачестува појавувањето на врели изведби на постоечките модели, а Audi RS3 е навистина врел член на семејството на компактот од Инглштад, кој за жал најверојатно ќе биде последен од својот вид заради заострувањето на еколошките стандарди за издувните гасови.
Дотогаш, секој што ќе се осмели да издвои преку 60.000 евра за него ќе добие 5 глава ламја од 2,5 литри работна зафатнина со 400 огнени конјски сили, кои ќе го лансираат до 100 км на час за 3,8 секунди. Задоволството на купувачите малку ќе ја замати неможноста за избор на менувачот, кој е само 7 степен со 2 спојки, а погонот истот, како и кај S3 и на сите тркала. На располагање како хеджбек или лимузина, кому што повеќе му се допаѓа. Фабрички се ограничени на 250, но со доплата за динамичниот РС пакет ќе се отклучат да постигнат 280 или 290 км на час. За изгледот нема да дискутираме, ниту пак за технолошките додатоци во внатрешноста без кои денес не може ниту еден автомобил да се продаде. Она за што треба да се дискутира е дали Audi RS3 е побрз или не од конкуренцијата од Штутгарт или Минхен, но и да не е. Уникатноста од концепцијата во односот на нив го прави единствен, посебно во очите на љубителите на напредната техничка надмоќ, а тоа од секогаш било она што возачите најмногу го сакаат. Кога во 1986 година Honda ја лансираше Acura, први два модели во понудата беа ексклузивниот Legend и спортската Integra. Затоа и не чуди што и реинкарнацијата на овој модел се случува токму под ознаките на луксузната филијала на јапонската марка во Америка. Таму овој модел остави подлабоки траги отколку во Европа, иако и кај нас уште има влюбеници во него кои не го преболеа. За жал, тоа нема да може да го сторат ниту со оваа нова генерација, бидејќи сега се некои други времења и Integra е спортски настроена купе лимузина. За сега е само со концептно издание, но според искуството известно е дека серискиот модел ќе се разликува само во детали. Моќниот изглед не е некоја револуција, но тоа во овој случај е позитивно, бидејќи остава впечаток на посакуван премиум автомобил. Спуштениот заден дел го истакнува спортското во него, кое му го дава модификуваната платформа од новиот Civic, но не од било кој, туку од ној со ознаката SI, со 1,5 литарски турбобензинец и 6-степен мануелен менувач. Кај него тој развива 200 коњи, но јапонците за Integra веројатно ќе му додадат уште 230, ако не за стандардната, тогаш за очекуваната Type S изведба. Се шушка и за нешто многу помоќно кое би ги имало гените на идниот Civic Type R, што може да значи и на 400 конјски сили хибридно засилен дволитарски агрегат. Но тоа се само шпекулации кои до појавувањето на сериската изведба на Integra на некои од поголемите салони на автомобили идната година сигурно ќе бидат разјаснети. По цена од околу $30,000 во продажба се очекува во 2023-та, но засега не е сигурно дека ќе биде понудена и во Европа. Наводно случајно, 10 години по производството на последниот Lexus LFA се појавија шпекулации дека јапонската марка подготвува негов наследник кој треба да се појави во 2025-та. Исто така, наводно, на него веќе дебело се работи, што може и да е вистина, бидејќи развојот на оригиналот траеше скоро цела деценија. Овој бисер на јапонската техника настана со желба да се демонстрира способноста на јапонските инженери да се фатат во костец со врвните предизвици. Првиот негов концепт беше покажан во 2005-та, а серискиот модел 4 години подоцна. Имаше 4,8 литарски атмосферски V10 мотор со 560 конјски сили развиен во соработка со Yamaha, а каросеријата му беше од вештачки материјали засилени со јагленородни влакна.
Беа произведени само 500 примероци со основна цена од околу $400,000. И покрај интересот на купувачите, дилерите на Lexus ги препознаа потенцијалите на овој модел за добра заработка и не брзаа да ги распродадат. Според официјалните статистики во Соединетите Американски држави, во нивните депоа љубоморно се чуваат уште 5 непродадени примероци на кои цената им расте од ден на ден. Ке расте и понатаму и покрај најавите за неговиот наследник, кој покрај времето во кое живееме нема да биде електричен. Се зборува дека ќе има плагин, хибриден погонски систем со 4-литерски твин турбо V8 мотор со вкупно 950 конски сили. За цената ништо не се зборува, но колкава и да биде, купувачи сигурно ќе има. Повеќе деценискиот продажен хит на Volkswagen од средната класа тивко замина во легендите. Без некоја најава, Passat во својата лимузинска изведба исчезна од понудата на марката на домашниот германски пазар. Остана само караванот кој според претходните информации ќе ги преживее и наездата на спортско корисните возила и електрификацијата. Оваа вест, која и не е така изненадувачка, се очекуваше, но не сега, туку за пар години. Во плановите на компанијата е зацртано Passat да му го препушти своето пазарно место на новиот седан кој ќе произлезе од проектот Aero, најавен со електричниот концепт ID Vision. Тој треба да се произведува во Германија во погоните од каде сега излегува Passat, кој пак заедно со Шкода Суперб ќе се пресели во Словачка. Но, како што споменавме само во својата караванска изведба, додека лимузината дефинитивно се испраќа во пензија. Истото ќе се случи и со американската верзија на овој модел, кој од идната година мора да му ги остапи своите производствени капацитети на ID4. Кина засега е надвор од оваа транзиција и Passat таму и понатаму ќе екзистира. Треба да споменеме и дека овие три автомобили, иако носат исто име, сепак се различни модели базирани на различна механика. Како и да е, од она што ние тука го имаме, ќе мора да се простиме. Спортско корисните возила стана императив за сите оние кои имаат некој денар повеќе да одвојат за своето ново возило. Kia Sorento е припадник во горниот C, односно нискиот D сегмент, и се надпреварува со Volkswagen Tiguan Allroad, Škoda Kodiaq и Seat Tarako. Но Kia има големо искуство во изработка на спортско корисни возила, па Сорентото не е дека не изненадува, но воодушевува со својата нова појава. Бидејќи поголемиот дел од собствениците на спортско корисни возила воопшто не одат на терен, Kia се потруди изгледот да биде извонредно урбан. Со поделата, визуелната подела на предната маска и интервенцијата со LED светлата, оваа предница делува не само агресивно на теренот, туку и во градски услови. Додека бочната контура продолжува да изразува одредени скромни мускулозни елементи. Но мене ми се допаѓа овој елемент кој делува како перка, грбна перка од ајкула. Ги спомнавме светлосните групи, а на задниот дел тие се оделени во две целини. Па мене овој израз и овој дизајн многу ме наликува на Lincoln Navigator. Големата контура најавува многу простор во внатрешноста, како што е, например, во гепекот. Kia Sorento има можност да превезува дури 7 патници благодарение на третиот ред седишта кој е сместен во дното на
багажниот простор. Но сметам дека нема доволно простор за седење за возрастни. Можеби е добар за деца во градски услови, но за подолги релации секако дека не е. Но Соренто има и други квалитети. Големиот ГПК возможува простор дури до 1738 литри или пак предмети подолги од 2 метра може да се сместат во внатрешноста. Патниците на задната клупа ќе уживаат во многу простор. Соренто е просторен спортско корисно возило кое нуди големо удобство на задните седишта. Дури и наслонот за раце е многу голем. Електронски асистент за подигнувањето на седиштата, а тоа открива раскошна кожа со можност за грејење и на задните седишта. Вистинско уживање е да се биде во ова обкружување. Соренто е скроен да пружи пред се големо удобство. Со самото седнување на возачката позиција, автомобилот препознава дека треба да го мрдне сам седиштето нанапред. Соренто делува раскошно, пред се поради комуникацијскиот систем кој е сместен на врвот на централната конзола, кој е многу интуитивен, но и многу лесно се користи. Она што е контроверзно во целата внатрешност е играта на екрани осетливи на допир, но и многу копчења кои стануваат помалку и анахрони. Просторноста на внатрешноста се забележува насекаде, но мене не ми се допаѓа решението на менувачот кој е тркалезен селектор. Се наоѓам зад управувачот на изведбата со 2,2 литрен турбодизел мотор од 202 конски сили, кој е впарен со 8 степен автоматски менувач и се разбира имаме погон на сите 4 тркала. Па да видиме како функционира овој спој. Големиот внатрешен простор како да ви алудира дека треба да уживате во секој изминат километар, па така и со поставеноста на возачката позиција. Но првично, сакам да видам како се однесува Соренто на неасфалтиран пат. Па, за таа прилика ќе искористам некои од модусите за возење. И тоа оној спорт. И што се случува? Ништо посебно. Се укрутува малку воланот и неговата одговорност, се укрутува малку подпирањето. Но генералниот проблем на спортско корисните возила првично е нивниот голем волумен и нивната маса. Соренто тежи 1,9 тона, па тоа е голема маса со која треба да се бори со инерцијата. Но, кога сакате подинамично да возите, Соренто ви дава една фина интеракција со подлогата и можете многу добро да ја контролирате силата на моторот кој има 202 конски сили, што овозможува добро хендлање на силата заедно во соработката со 8-степениот менувач. Управувањето исто така добро ги коригира правците. Но Соренто секогаш ве опоменува дека треба да уживате во возењето, а не да ги испитувате вашите крајни лимити. Во моето возење, кое траеше повеќе од 500 км, забележав просечна потрошувачка од 7,5 литри. Се разбира дека во градски услови не можете овие вредности да ги очекувате, но доколку возите со пропишаните брзини на отворен пат, тогаш можете да очекувате дури и
помала потрошувачка од онаа што ја забележав јас. Значи помала потрошувачка од 7,5 литри. Соренто важеше за ефтино, големо спортско корисно возило. Тој остана голем во своите пропорции, дури и 3,5 сантими има поголемо меѓуоскино расстојание во однос на претходната генерација, па затоа и неговите возни карактеристики се така подобрени. Сите овие зафати на убавината, но и на динамиката на возењето ја зголемуваат цената. 49.800 евра не се малку пари, но Соренто ги оправдува пред се со својот изглед, подобрени возни својства, зголемена економичност како и перформанси и секако опременоста во кабината. Недостатоците секако се тука присутни, но не се поголеми во однос на останатите конкуренти во неговата класа. Ова би била одлична солуција за сите оние кои сакаат да имаат одлична прегледност на патот, доминантна седечка позиција и голем волумен проследен со многу добра економичност. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. До гледање до следното издание за 7 дена.